Па Љубовина стана полнолетна годинава, слави 18 цели години и мислам дека најголемиот успех досега е дефинитивно Brass Fantasy. Пеењето е состојба на душата, а вториот е живеј го моментот. Се восхитувам на мудростите на моите деца, секојдневни мудрости. Се восхитувам на леснотијата на живење на младите луѓе денес. Се восхитувам на луѓе мудри и некои од кои што сум научила многу во животот. И просто се восхитувам на успешни и организирани луѓе. Мислам дека во младоста им имам приредено еден куп експерименти и изненадувања и дека имаме едни широкогради родители кои што навистина успеале сето тоа да го разберат, да го процесираат. Инаку од секогаш сум весела и бев многу весело дете, многу палаво, секој пат распеана и разиграна и многу енерчика. Дека не можеш да воспитуваш деца како ти што мислиш, туку дека тоа е еден заемен процес, многу зафркнат. И лекцијата е таа што родителот научува дека треба да го следи своето дете, а не да го воспитува. Теглање, права смокалка. Имам време. Дали имам љубов и желба? Не многу. Дали готвам убаво? Да, многу вкусно. Меѓутоа, не ми е омилен дел од простиријата, кујната, од домот. Кујната повеќе сакам да вкусувам отколку да подготвам. На толку мало парче земја има толку многу точки каде би го однела. Сигурно би го однела по македонските планини, нема да ја пропуштиме Радика, нема да ја пропуштиме Баба, сигурно би го однела на двете езера, горе на Пелистер, окей, и во Охрид, би го однела во Битола, Крушево, мислам дека нема место кој мене навистина не ми е убаво. Фризурчето, бојата, може малце да се смени. Меланија, нека прочита неколку книгички, па не е на одмет да чуеме и некој, една цела сврзана логична реченица, изјава, да бидам невидлива и да летам и да можам да го вратам времето помалку и да можам да одам напред во времето и многу и. Сонце. Цел